полицейски синдикат, почитувам председателя на Союзът на синдикати на Македония, почитувам председател и ръководство на Македонският полицейски синдикат, почитувани гости, дами и господа. Дозволете ми на самият почеток да изтъкнем един много важен факт, а то е спортските игри на Македонският полицейски синдикат. Не се само етаблира како традиционална и квалитетна спортско-рекреативна манифестация, туку стекна и меѓународен углед. Стана важен датум и во календарот на Европската полицейско-синдикална асоциација. На мое посебно задоволство, годинава овде со нашите колеги од Македонскиот полицейски синдикат, се и колегите од 11 европски земји, како и челните луѓе на Европското полицейско синдикално движење. Почитувани колеги, на сите нас ни е јасно дека полициската професија, без оглед за кој нејзин сегмент станува збор, е специфична и пред се крајно одговорна. Дополнително, имајќи го во предвид законскиот делокруг на работните задачи, токму од квалитетот на нејзиното функционирање зависи и степенот, односно квалитетот на личната и правната сигурност и безбедност на сите граѓани и на државата во целост. Затоа дозволете ми да констатирам дека е неспорна потребата континуирана грижа за социјално и нормативно валоризирање на професионалниот статус на полициските службеници, односно на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Македонскиот полициски синдикат, според мојот длабок уверување, токму тоа и го прави во изминатиот период. Исто како што и актуелното раководство на Министерството за внатрешни работи, на прво место, како приоритет пар екселанс, го постави и го реализира концептот за унапредување на материјално-техничките услови за работа на сите наши колеги, но и подобрување на нивната примарна социоекономска позиција. Само кусо ќе ги нотирам најзначајните активности. Прво, зголемувањето на платите на полициските службеници, но и на сите вработени во Министерството, што пак од овој месец и официјално ќе се реализира. Потоа комплетно обновување на најважниот дел од материјалните средства за работа на полицијата. Полициската униформа и опремата, комплет униформа за единица за специјални задачи, комплет униформа за воздухопловниот персонал, за оделот за обезбедување на личности и објекти, а во тек е комплетирање на униформата на ЕБР и на ПЕП. За оваа активност обезбедивме над 100 милиони денари. Во контекст на ова би ја споменал и реализацијата на проектот за санирање и реновирање на материјално-техничката инфраструктура, во чии рамки досега веќе се завршени над 33 објекти, за кои од буџетот на Министерството се издвоени над 40 милиони денари и оваа година до крајот на декември ќе завршиме уште 5 целосно реновирани објекти. Се разбира, има уште многу активности во насока на технолошко, организационо и професионално напредување на работењето на полицијата. Впрочем, моја, но и наша обврска е да направиме се со цел реално восстановување на модерна, опремена, професионално подготвена, но и задоволна полициска служба согласно сите европски полициски стандарди. Во рамки на сето тоа, ова негување на спортскиот дух, надпреварувањето, запознавањето и другарувањето се повеќе од неопходни вредности за сите вас кои имате професионални ангажмани во полицијата. Овие синдикални спортски игри не само што ги манифестираат таквите вредности, туку воедно представуваат можност за дополнително професионално зближување на луѓето, размена на искуства
и секако негување на искрени пријателства. На крајот дозволете ми во свое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да ви честитам како на победниците во повеќето спортски дисциплини, така и на сите учесници во игрите за успехот и залагањето, со уверување дека овој спортски, солидарен и пријателски дух ќе биде ваш силен сојузник во професионалните предизвици и ангажмани. Се разбира дека со Македонскиот полициски синдикат и со секој полициски службеник во Министерството за внатрешни работи ќе продолжиме интензивно да работиме на сите овие задачи кои што стојат пред нас. И на професионалноста, и на јакнењето на интегритетот, и на зголемувањето на платите, и на подобрување на материјално-технички услови во 2020 година. Од вас барам поддршка, барам посветеност, а од мене ќе ја добиете целата моја енергија да направиме се, да ја зајакнеме македонската полиција и да бидеме сите заедно горди, затоа што ја држиме стабилноста и безбедноста на Македонија. Се надевам идната година дека повторно заедно ќе се најдеме овде, во одлично здравје, во уште поголем број и ќе се подсетиме и ќе констатираме уште многу наши заеднички успеси. Со ова, 16-те спортски игри и средби на Македонскиот полициски синдикат ги прогласувам за затворени. Да бидете живи и здрави и да се видиме.